Почна пукање на делови од дискотеката. Настан, педо и заклучивме дека не можеме да излеземе. Кога паднав, почувствував дека врз мене капе жешка течност. Со потресно сведоштво на членови на бендот ДНК, денеска продолжи рочиштето за пожарот во дискотеката Пулс. Придружната вокалистка Ана Костадиновска опиша како започнал пожарот, кој како што кажа првично не го сватиле сериозно. Подоцна сцените наликувале како од хорор филм. Со Сара Пројковска го поминавме шанкот, кон тоалетите и кон вратата. Тука се створи метеж, не разделија и повеќе никогаш не се видовме. Паднав пред самиот излез, настана паника, хаос, страшен мирис кој тераше на спиење. Еден дечко ми помогна и мислев дека нема да излезам. Имаше многу луѓе над мене, беше како сцена од хорор филм. Потоа се почувствува свеж воздух кој ни даде надеж дека ќе се спасиме. Мислам дека ме извлече Јован, дечкото од Виница кој спаси повеќе луѓе. Гитаристот на бендот Горан Тонев кажа дека од пожарот има тешки повреди, кои се уште не му се залечени. Сведокот Алберто Миладинов пак рече дека и кобната вечер, но и претходно не им барале лична карта при влезот. Од билетарата купивме билет, потоа ја дадовме на еден од обезбедувањето, а друг ни стави печат на раката, за да се знае дека сме платиле влезница. Лична карта на вратата не ни побара од обезбедувањето. Секогаш дознававме пред да дојде полиција и да врши рација. Од каде беше информацијата, не знам. Таткото на загинатата во пожарот Надица Наунова, Александар Наунов, повторно го искажа револтот, што дискотеката долг период работела, а била регистрирана како салон за теписи. Објектот Кабаре Пулс, според достапните информации од самото отварање, бил регистриран како салон за теписи. Тука се поставува клучното прашање: како издадена лиценцата за вршење на угостителска дејност кабаре, ако објектот немал извршена пренамена? Адвокатот Петре Шилегов на денешното рочиште упати остри критики до судот и до обвинителството, посочувајќи на очигледните двојни аршини при одредувањето на мерките за обезбедување на обвинетите. Очигледно е дека јавното обвинителство не ги третира граѓаните, иако е должно да ги третира граѓаните подеднакво. И имаме разлика во правната квалификација за овие луѓе што се овдека присутни и правната квалификација во предметот кој што го води ГОК. Адвокатката на сопственикот на Пулс Дејан Јованов на денешното рочиште побара судот да донесе решение за пренесување на Јованов во затворот во Идризово, бидејќи затворскиот персонал од затворот во Куманово, како што рече, се однесувал деградирачки, нечовечки и понижувачки кон обвинетиот. Следното судско рочиште е закажано за 5 март.